27% поскапување на струјата во просек доколку се прифатат сите барања на енергетските компании. Волку ќе изнесува ценовниот шок за граѓаните ако регулаторна ги прифати во целост барањата на МЕПСО електродистрибуција и МЕМО кои бараат струјата да поскапи. За сега е сигурно дека само се прифаќа поскапата произведена струја која ЕСМ ќе му ја продава на Евана, која од 53 сега се зголемува на 57 евра за мегават час. По оваа цена ќе се обезбедат 95% од потребите за струја на Евана, а останатото ќе се купува на слободниот пазар каде цените се и до двојно повисоки. Од регулаторна за сега не конкретизираат колкав ќе биде ударот врз граѓаните. Очекувам дека до крајот на следната недела ќе ги донесеме цените кои што се однесуваат за МЕПСО, за пренос на електрична енергија, за МЕМО, за организирање и управување на пазарот и за електродистрибуција. Потоа, согласно измените на Законот за енергетика, универзалниот снабдувач ќе направи пресметки и ќе ги достави на контрола во регулаторната комисија за енергетика. Освен поскапа струја, од наредната година во сметките ќе има и ставка пристап до мрежа што предизвика бројни реакции. Оваа ставка која веќе доби прекар данок на луксус ќе ги погоди оние кои имаат празни викендички, станови и објекти кои не ги користат и не плаќаат високи сметки за струја иако платиле приклучак. Иако се во прашање објекти кои се користат ретко, ова ќе мора да се плаќа бидејќи одржувањето на мрежата било многу скапо, а било драстично и намалена побарувачката од мрежа поради инсталираните фотоволтаици. Регулаторна посочува да не се шпекулира оти за сметка на новата ставка, редовните плаќачи ќе имале пониска мрежарина во цената. Дали овој надоместок за пристап или користење на мрежата, терминот може да биде и еден и друг, е дополнителна давачка на потрошувачите. Не е. Надоместокот за користење на мрежата нема да го зголеми приходот за на електродистрибуција. Делот од приходот што ќе се создаде или ќе го наплати електродистрибуција како фиксен надоместок, ќе го намали другиот делот што е по основ на пренесени киловат часови или по основ на варијабилни трошоци. Значи немаме нова давачка. Надлежните уверуваат дека ова нема да го зголеми профитот на електродистрибуција и ќе воведеле правда меѓу оние кои плаќаат повисоки сметки и оние кои не трошат струја, а секогаш имале луксус да ја користат во објектот кој го поседуваат. Додека се чека новата сметка, се уште голем дел од граѓаните чекаат ефтина струја. Премиерот вчера пак најави можно поскапување во трети и четврт блок, зашто таму имало домаќинства кои трошат за луксус.